si bilo jednaš, prikazni iskazni, si bilo jednaš, bajki i basni, si bilo jednaš, za deca i возрастни. Što da igram? Što pojadуваše deneska? Lepče i marmalače. Vkusno. Некогаш, одамна, си бил еден кројач. Еден летен ден, тој бил многу расположен и вредно шиел на својата машина. Едно време се изморил и решил да појадува. Ја отворил теглата со мармалад и рекол: "Нека е благословен мармаладот. Многу убаво ми доаѓа кога сум изморен, ми дава сила." И додека се мислел колку парчиња леб да изеде, неколку муви слетале врз теглата со мармалад. "Еј, кој ве викна вас?" им рекол и почнал да мафта со рацете. Муви како муви, никако не сакале да се тргнат од сладката тегла. Му пукнал филмот и кројачот викнал: "Аха, досадни едни, сега ќе ви покажам." Замавнал со крпата и ги удрил. Многу муви побегнале, но 7 муви не успеале да го преживеат силниот удар. Неубаво за гледање, ама тие мувите навистина се здодавни. Кога кројачот ја видел таа гледка, му дошло убаво, па си рекол: "Ехе, ама сум храбар и силен. За ова јуначко дело треба да дознае цел свет." Веднаш сошил кошула на која пишувало 7 со 1 удар. Кројачот ја облекол кошулата, ја заклучил својата работилница и тргнал по светот да раскажува за својата храброст. Во торбата ставил само едно парче сирење и една птица, што ја фатил во грмушките. Зошто земал сирење и птица? Слушај, па ќе видиш. Одел кројачот низ светот и стигнал до една планина. Таму сретнал еден џин. "Добар ден, џину," рекол кројачот. "Сакам да го прошетам целиот свет, ајде прави ми друштво, дојди со мене." Џинот само што не паднал од смеење. Го погледнал со подсмев кројачот и му рекол: "Море, бегај, малечок, имаме олимпијада на џинови, ни пречиш." Кројачот, малку изнервиран, покажал со прстот оп на кошулата и извикал: "Ти, не гледаш што пишува овде? 7 со 1 удар." Џинот помислил дека кројачот победил 7 луѓе со 1 удар и го погледнал со восхит. "Сакам и јас да учествувам на вашата олимпијада," решително рекол кројачот. Џинот малку се подзамислил, го измеркал уште еднаш малечкиот, па сигурен дека е безопасен, прифатил кројачот да биде еден од надпреварувачите на олимпијадата на џиновите. "Можеш ли
да стиснеш камен и од него да потече вода. Тоа е првата дисциплина, прашал джинот. Ха, ништо полесно, тоа е играчка за мене, рекол кројачот. Го извадил сирењето од џебот, го стиснал и од него потекла солена вода. Джиновите биле многу изненадени од силата на кројачот и не знаеле што да кажат. Кројачот победил во првата дисциплина. И тер кројач, и потоа? Потоа джинот рекол: време е за втората дисциплина. Фрлање камен во небо. Неколку джинови фрлиле камења кон небото. Тие фрлале многу високо речиси до облаците, но сите камења повторно паднале на земјата. Кројачот ја извадил птицата од џебот на брзина, божеме камен и ја фрлил кон небото. Птицата одлетала и веќе не се вратила. Така кројачот победил и во втората дисциплина. Браво! Кој би рекол дека си толку силен? Се чуделе джиновите. Но третата дисциплина е најтешка. Ајде да видиме кој ќе успее да го свитка ова големо дрво, рекол джинот. Победникот ќе добие медал и ќе биде прогласен за джин над джиновите. Ниту еден од джиновите не успел да свитка повеќе од една гранка. Дошол редот на кројачот, застанал покрај дрвото и, кога мислел дека нема да може да ги надитри джиновите, видел еден дабар, како го гризе дрвото. Кројачот му намигнал на дабарот, па без збор се разбрале. Дабарот продолжил да се гости со стеблото на дрвото, но гризел многу побрзо од било кога. А кројачот се правел дека влече една од гранките. Влечел, се до моментот кога дабарот го изгризал целото стебло. Дрвото паднало пред очите на джиновите, но джиновите не го виделе дабарот, па поверувале дека кројачот го свиткал и го кутнал големото стебло. Така кројачот победил и во третата дисциплина, ги засрамил огромните джинови и станал джин над джиновите. Што не учи оваа приказна? Не учи дека треба да веруваме во себе и во силата на својот ум. Значи, ако верувам дека знам математика, ќе добијам 5 на тест. А вежбаше за тестот? Та, а на уште ќе вежбам. Тогаш сигурно ќе добиеш 5.